се опитам да не се повторувам на моделот кој што го покриваше колешката, значи Габи. Но најпрво сега да спомена, она барем што јас го најдов како изминати материјали, не сум советник, уште во 2010 година се говорело за промена на покривот, осовременување на сточниот пазар, нов санитарен јазот, поплочување на градскиот пазар, запазување на градскиот стандард. 2010 година. 2011, 2012, 2013, дојдовме до 2014 година. Значи, ако во сета оваа временска рамка, погледнете што тогаш се говорило во 2010 и како се публикувало во континуитет, вклучително до 2014 година во програмата која што сега стои, и видиме дека голем дел од суштински значајни проекти одадов не биле реализирани. А за кои? Моделот на менеджирањето, планирањето, инициирањето, мотивирањето, апсолутно се знае кога е најодговорен во општина. Уште тогаш опозицијата укажуваше дека со оглед на финансиската состојба која што гледа во јавното предпријатие пазари, едноставно нема многу пари за реализација на она што е планирано. Меѓутоа, и покрај тоа што тогаш се говореше за тоа, до годините, во континуитет, значи овие проекти и намери на јавното предпријатие обстојува. За подсетување, во изминатата, значи 2012 година, месец октомври, нашиот градоначалник даде ваква изјава, цитирам: "Убедени сме дека ова е добар период за работа, зашто во пролет, лето и во есен на пазарот се нудат нови производи. Зимскиот период е порелаксиран, нема многу луѓе што ги користат тезгите. Пазарот ќе се модернизира, ќе се направи по европски модел, ќе се постават комодни тезги, чија хигиена лесно ќе се одржува." Значи, неговата изјава е од октомври 2012 година. Значи, ние некако каскаме. Таа зима помина, меѓутоа, оперативните зафати кои што започнаа да се изведуваат, почнаа да се изведуваат во исклучително сензитивен период, кога знаеме дека пазарот е пренатрупан со земјоделски производи и дефинитивно таквите околности ја реметеа можноста на пазарџиите да се извршуваат својата дејност онака како што треба, а вклучително и на граѓаните кои што треба да пазат. Сега, јас повторно би се надоврзала на делот како. За мене тоа се суштински прашања. Генерално го размислувам за тоа како функционира јавните предпријатија. Колку и како. Во една ситуација, повторно цитирам, дадена е ваква изјава. Поведувањето на КЗЦП системот во делот каде се продаваат производи од животинско потекло ќе го извршиме без исклучок и без одлагање. Тоа е основен стандард и за тоа ќе најдеме средства за да функционира. Повторно, ќе најдеме средства за да функционира. И повторно, како ние наоѓаме средства? Наоѓаме средства со кредитирање. Односно, со подигање на кредити, кој што знаеме дека истиот овој совет со своето мнозинство го одобри всушност на една од изминатите седмици. Во делот како? Повторно ќе се нападам на сугестии и дел кои што ги кажуваше опозицијата, некои поранешни состави во изминатиот период. Меѓутоа, и тогаш за жал, тоа беа предлози на опозицијата. Не знам зошто, може би не директно кажано, меѓутоа меѓуредово вклучително на злочестата опозиција, на која смета дури доброто планирање, дури добрите перспективи планирани за предпријатието. Тогаш опозицијата укажуваше дека водниот пазар не треба да биде даден на јавно-приватно партнерство. Не заради тоа што опозицијата има скепса во јавно-приватно партнерство. Туку затоа што е логично, кога нешто ќе направите и изградите,
Првата солуција што ја гледаме, тоа нема некои дополнителни големи сериозни трошоци. Вие да бидете директниот корисник на бенефициите на она што сте го направили. Меѓутоа е тогаш, не добронамерно, туку злонамерно беа идентификувани оние изјави кои што и ставови кои што ги изјавуваше опозицијата. Се отиде со јавно-приватно партнерство, тоа беше првиот сушност пример на јавно-приватно партнерство на општина Битола, кој што заврши неславно онака како што заврши. Чисто да ви кажем, на место ми се наметнува прашањето дали постоеше еден друг начин како, ако добро се изменаджираше сето ова, да навистина ова јавно предпријатие всушност користејќи ги нели други можностите на горниот пазар, менаджирајќи ги истите, имаше прилика всушност на еден многу поинаков начин да обезбеди средства, да ги реализира овие проекти кои што всушност години назад се пролекува во интерес на граѓаните без при тоа да одиме повторно на единствениот начин, односно на оној што е омилен начин на владеачкото мнозинство кој има оваа структура, всушност со подигање на и оно што дефинитивно можеме да го заклучиме, сите овие работи кои што ни се случуваат во делот на планирање, програмирање, разбирање околу она што го предвидувале јавните предпријатија наспроти општинските служби, всушност на крајот продуцира со едно исто. Ние одиме во нашиот пазар и кога имаме дождливи денови, во суштина на многу повеќе ни се случува да видиме на нацената помеѓу песките, отколку на друго место подош